Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечер имам чест да разговарам со Ахмет Јашаревски, соработник при Оделението за локален економски развој во општина Куманово и координатор на стратегијата која што неодамна беше усвоена за социјална инклузија на ромите во општина Куманово. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за програмата на Телевизија Плюс. Добро вечер и голема благодарност до вас и на самата покана што ќе презентираме за стратегија за роми. Да. Советот еве неодамна даде зелено светло, ја усвои стратегијата, 7-годишната стратегија за социјална инклузија на ромите во општина Куманово за периодот 2023-2030 година. Ова не е прва стратегија, всушност мислам дека е четврта. Вие поконкретно ќе ни кажете како сте задоволни како излезе самиот документ од она што може да се забележи, на вистина се опфатени значајни прашања за ромската популација, еден стратешки документ за општината. Така. Како што кажавте, значи ова ни е четврта стратегија што ја работиме. Некаде започнавме прва стратегија уште во 2007 година. И со самата прва стратегија може да се пофалам дека добивме награда од Совет на Европа за најдобра реализирана програма и може да се пофалиме дека со првата стратегија ја имаме дадено на повеќе држави и земји кои што беа тогаш вклучени во декада за ромите 2005-2015. Дадовме еден пример како и што да се работи стратешки за ромската заедница, за нивната интеграција во општеството. Ова е четврта стратегија што ја донесовме. Е 7-годишна, не заради тоа што ние сакавме да ја направиме за 7 години да биде, него едноставно сакавме да се површиме со националната стратегија за роми, која што е веќе започната од 2020 до 2030, 10 годишна е, и сакавме на основа на националната стратегија и на локално ниво да се површиме. Така да ќе дава добар пример, добри области на делување каде што сакаме што повеќе ромите да се интегрираат во локалната самоуправа, во општина Куманово, така да и како на национално, така и на локално ниво. Опфаќате всушност 5 области на делување: домување, здравство, образование, култура, вработување. Се надевате ли дека еве се работи за 7-годишен период, барем делумно дека ќе ги исполните оние зацртани цели? Секако тука е неопходна помош на општината, меѓутоа и на државата пред се. Така, мислам дека еве ова е 6-та година како сум вработен во општина Куманово, но од аспект на пример која бев од невладина организација и сега мислам дека има драстична разлика, значи натреси во самата институција може да ги наблюдуваш целите и активностите што се предвидени и мислам дека имплементација ќе оди многу подобро. Од претходната стратегија што ја имавме, има резултати и ефекти кои што ги изработивме во тој период од 4 години. Сега се надеваме дека ќе даваме уште подобри резултати, затоа што веќе се зацртани. Од секоја сум бил поборник да имаме стратешки документи, ама не стратешки документи да бидат ставени во фиок, него едноставно да се прати, да се мониторира она што е имплементирано и она што дава резултати да се продолжи со тие активности, она каде што не еме, дел од тоа ќе ни дадат насоки како тоа да се имплементира. Во интерес на населението. Информација за граѓаните, според пописот од 2021 година во Куманово живеат околу 2800 роми. Како што напоменавме, стратегијата опфаќа 5 области. Една од можеби клучните области е домувањето. На какви податоци, каква анализа наидовте и кои ќе бидат целите кои што ќе бидат зацртани за идниот период? Така, мислам дека еден од стратешки документи е домување. Ако гледаме, значи поголемиот гро од ромските населби, значи Средорек, Бавчи, не се во урбанистички план на општината, него претежно се зелен појас, каде што нормално би требало тие некои измени да се направат. Постоечката законска регулатива не дава можности за легализација на тие населби или да влезат во ДУП, но мислам дека тука ќе треба на повисоко ниво да се агитира и да се работи, бидејќи тоа најверојатно ќе треба дел од собрание и наши претенции што ги имаме во собрание, за да може да се иницира
со некои посебни закони или амандмани околу измени на законската регулатива за домување, за да можат тие ромски населби да влезат во детален урбанистички план. Се дека околу 700 домови се чекаат на легализација? Па мислам дека само Средорек има некаде околу 650, дел, значи она што се на главната улица имат регулирано и се легализирани, за разлика тие што се внатре не се и имат проблеми со тоа. Така да укажувам на тоа дека тие измени треба да се направат и мислам дека ќе успееме да ги легализираме или да влезат во детален урбанистички план, затоа што ако се гледа од аспект, тие веќе ги исполнуваат сите критериуми и услови, бидејќи имат и канализација, и водот, и асфалт, и струја, така да се е како што треба, само треба тоа да се регулира. Ова го инсистирам за тие измени во законот, бидејќи не е само проблемот со општина Куманово, тоа имаме исти проблеми и во Битола, значи во Бајр и во Тризла, да кажеме во Прилеп, Шуторизари, значи и уште градови во Македонија каде што не можат према стандардите и законската регулатива сега што е направена, не ги исполнуваат тие критериуми за измени и дополнување значи во ДУП. Така да тоа се тие насоки кои што би требале. Еден од тие примери можеме да кажеме ко законската регулатива што е регулирана за Стара Чаршија, например, Скопска или во Битола, така да тие се начини каде што може некако да се стават и да може тоа да се регулира. Да. Во областа на домување, кога сме веќе тука, Куманово е една од ретките општини која што за жал нема добиено социјални станови за граѓаните и тоа го предвидувате во стратегијата. Па, мислам дека и претходните 3 стратегии што ги направивме, имавме ставено за социјални станови. И оваа година планираме некаде околу 50 ставени единици што би требало да бидат поставени. Тоа зависи сега од политички, значи тука е политика во прашање, да видиме дали ќе успееме тоа да го направиме, но мислам дека ќе бидеме упорни, ќе бараме тоа да успееме барем дел од тоа да може, например, да се имплементира, затоа што општина Куманово према број на жители е доста поголема за разлика од другите општини кои веќе добија такви социјални станови. Така. Кога сме веќе и кај домување, уште едно прашање, навистина може да се забележи дека значително е подобрена состојбата инфраструктурна во поглед на инфраструктурата во овие ромски населби, особено во Средорек, за разлика од пред не знам неколку години, сега навистина е поуредено. Задоволни ли сте вие од самиот изглед? И кои се реакциите на граѓаните? Треба уште да се работи. Да, меѓутоа дојдовме до некоја подобрување, основно. Па мислам дека има резултати и ефекти. Ако се гледат и од првичните стратегии што беа поставени, каде што инсистиравме за тие ромски населби да се инвестира во областа на инфраструктура, мислам дека има направено доста. Но сепак може многу повеќе да се направи, така да приоритетни беа во изминатите 4 години населбата Средорек, каде што успеавме и канализација и вода да се постави, асфалтирање, бетонирање, мислам дека целосно. Дури сега и улицата што ја нарекохме околу Средорек, бидејќи нема име таа улица, што оди од Туш маркет до Спомен Костурница, во должина од 1 километар, веќе е во завршна фаза, мислам, еден дел е асфалтиран, остана уште еден мал, бидејќи имавме проблеми со железници, со самото поставување на инфраструктура на железници, бидејќи треба да се постават одводни канали и нешто со електрификација. Штом тоа ќе се среди, мислам дека и таа улица целосно ќе се имплементира. Кејот е доста регулиран сега, кој порано имавме доста поплави, сега тоа нема тако нешто. Инсистираме и од разговор со градоначелник се планира, кејот да се продолжи во самата населба горе Средорек да биде целосно опфатена, така да тие се начини што и понатака ќе работиме. И мислам дека сега малку ќе се преориентираме и во Стари Лозија, бидејќи тоа е во деталниот урбанистички план на градот, каде што ќе работиме околу канализација. Вчера бевме на терен со представници од водот, каде што треба да се изработи проектна документација за
Стари Лозија околу поставување на водоводна мрежа, бидејќи веќе имаат, али не е тоа. Значи, тоа се сет диво поставени водоводни мрежи, така да сакаме тоа да го регулираме, канализациона мрежа и да видиме околу асфалтирање. Тоа веќе имаме разговори со една ромска организација Ромолитико, која што има две програми од УСАИД и работат некаде во 12 општини во Македонија, каде што и нашата општина е потписничка со нив, и мислам дека ќе успееме дел од тие населби да се асфалтират и да се поставуваат канализациона мрежа. И уште едно би сакал да кажам за Пармакови њиви, тоа веќе, иако стратегија сега е усвоена, ама веќе успеавме да издействуваме. За Пармакови њиви успеавме да добиеме финансиски средства за уредување, значи за добивање на дуб горе, така да некаде од јули мислам дека ќе треба да се започне со реализација на таа програма и тоа што ќе го завршиме, мислам дека после тоа ќе видиме и за други проблеми во областа на инфраструктура и за таму да се решат. Да. Поради лошата социоекономска положба во која што се наоѓаат голем дел од ромите, за жал се изложени на негативни здравствени услови. Кои се забелешките кои што ги контактирате во областа, кои што ги бележите всушност во областа здравство? Па, видите, во областа на здравство мислам дека има доста проблеми, начито со ромската заедница. Да имаме деломично од роми кои што немаат регулирана документација. Значи, имаме роми кои што се уште се на маргини, значи немаат ни државјанство македонско, тоа се претежно семејства кои што се за време за бивша Југославија немаат регулиран статус, така да наследници и нивните деца остануваат без документи. Значи некаде имаме такви лица кои што воопшто нема таа здравствена документација и имаме проблеми. Значи од анализите што ги имавме, бројот на вакцинирање на деца во изминатиот период беше доста голем. Тоа е намалено доста. И сега со новата стратегија пак планираме околу тоа. Значи да се вршат таа дејност, бидејќи здравствени медијатори во општина Куманово немаме, ќе инсистираме тоа да вклучиме такво лице што ќе работи директно на терен и ќе ги пронаоѓаме оние деца, например, кои што не се вакцинирани, да по-успешно се реализира со тоа. Програми на национално ниво претходно имавме каде што дава финансиски средства. Многу има слаба реализација, значи на самата програма на национално ниво. Бидејќи во претходните години се одвојува некаде околу 3 милиони денари, па се намали на 1,5 милиони, па од 1,5 милиони на пола милиони, сега не знам дали воопшто се финансира, но ние на локално ниво ќе треба нешто наше да наведеме и да работиме на таа проблематика околу жените, гинеколошките прегледи кои што ми се многу битни за така тоа да се направи, прегледи на самите деца кои што одат во училиште или во самите населби. Претходно тоа го кажува преку Министерство за здравство, имаше систематски прегледи што ги вршеа во самите населби, каде што проверува основни, тоа притисок, крв, анализи се некои правеа. Ќе настоиме тоа пак да го применуваме тука во општина Куманово и да видиме што и како ќе биде. Мислам, има проблеми, верувајте ми, затоа што сите укажуваме на тоа дека здравството не е бесплатно, но не е бесплатно. Ако се гледат, например, самите терапии, например, колку изискуваат финансиски средства, мислам дека не ни е здравство така ефтино и бесплатно. Така. Наметнаа ли нови предизвици за ромите кризите кои што не погодија, пандемијата, енергетската, економската, каква е состојбата со вработувањето? Се намали ли можеби вработувањето? Видите, за кризите, со самата криза мислам дека имавме големи проблеми како општина. Мислам дека во тој период успеавме да се снајдеме и да почнеме да работиме. Значи не само за ромската заедница, него за сите. Успеавме преку локален економски социјален совет и преку локален економски развој, значи секторот да делиме и хуманитарни пратки. Значи преку ЛЕС организиравме настани средби
како да се помогнат на тие граѓани. Значи, хуманитарни пратки, маски, значи тоа се одеше преку лес и преку лер, каде што успеавме тоа да го делиме. Воедно беа вклучени и ромите. Мислам дека во тој период многу повеќе и од 6000 пакети беа поделени, али мислам дека како општина во тој период многу добро се снајдовме, каде што одлично работевме. Што се однесува за вработување на ромите и ромската заедница, мислам дека има подобрување. Значи, одливот, што најверојатно ќе треба да разговараме на тоа поле, е доста голем, не само кај ромската заедница, него кај сите. Се увиде дека уште пред кризата увидовме дека ќе ни фалат работници по самите компании. Сега со самата криза, како прекина со COVID, мислам дека се осеќа дека бројот на работници ни фалат во сите гранки, како во приватниот, начито во приватниот сектор, така да ќе видиме доста роми се вработени. Јас мината година некаде околу 40 до 50 луѓе во Дрексенбар им вработено од роми, каде што еве успешно и ден-денеска работа таму. Како што гледате дека и во другите приватни сектори кои што порано не можевме да видиме роми, сега се вработени, значи и во Дубопром, и во Елида, и во другите маркети. Потражња има се уште. Прошлиот пат и кога на совет дискутиравме, разговаравме и градоначелник посочи дека во новата грчка фирма фалат некаде околу 60-70 работници. Дресен Мајер сега отвора нов погон. Еве сега ни се отвара уште еден голем, каде што ќе треба потреба од работници, да видиме како ќе направиме, како ќе го срочиме тоа. И уште едно, не само за ромите и ромската заедница, мислам дека планираме да правиме посебна стратегија за вработување, бидејќи ние тоа го инсистиравме уште пред година и пол тоа да го направиме, но имавме проблеми, бидејќи требаше да се донесе национална стратегија за вработување, што малку нелогички. Јас секогаш сум поборник, например, да се направи било кои стратегии од локално ниво, па да иде према централно. Ние секогаш идеме наопачки, така да ќе видиме како ќе биде. Сега ја имаме таа национална стратегија за вработување. Нашата што ќе ја направиме ќе биде на локално ниво, каде што ќе побараме преку локален економски и социјален совет и преку ЛЕР тоа заеднички да го склопиме, да видиме со кои потреби се соочуваат самите фирми и компании и да видиме начини и средства како тоа да се подобри. Значи да видиме кои се тие законски регулативи према сега како што гледаме дека имаме недостаток на работна снага. Да. Зборувавте за вработувањето во приватниот сектор, меѓутоа каква е состојбата во државните институции? Се почитува ли оној договор за застапеност на ромите? И колку се генерално запознаени со мерките кои што за вработување ги нуди државата токму за ромите? Така. За ромите, за граѓаните воопшто? Видите сега, ако збориме за државен сектор, према нашите проценки, јас што ги имаме некаде околу 35 луѓе кои што се вработени во државен сектор. Ако ви кажам дека јас сум првиот ром што сум влегол во државната администрација на општина Куманово, сега имаме уште еден да работе наш ром, ние сме само двајца. Има и во други институции кои што се вработени, ама бројката е секогаш сепак мала. Значи треба многу поголем број на роми да влезат во државните институции и да се почитува нели Охридскиот рамковен договор. Што се однесува до приватниот сектор, кажа дека таа бројка нагло се зголемува затоа што има недостаток на работна снага. Понатака како ќе биде, ќе настоиме, значи Охридскиот рамковен договор да се почитува према процентот, иако збориме за процентот, некаде во изминатиот према последниот попис, број на роми во општина Куманово беше 4256 или 4,12%, сега тоа е намалено, значи некаде околу 2795 роми или 2,78% мислам дека е намалена бројка, значи одливот на роми е доста голем исто. Така да претежно младите заминуваат, но сега како што гледаме не заминуваат само роми, него заминуваат и средната генерација, ама тоа не е проблем само кај
ромската заедница, мислам дека ќе сите. Да. Информирани ли се за мерките, оперативните мерки, планот кој што ги нуди државата за вработување? Па мислам дека треба теренски да се работи. Дорека бев во невладина организација, мислам дека работев за активни мерки за вработување преку UNDP. Се работеше на терен, каде што беа информирани луѓето. Сега многу помалку, ама пак треба да се настои, теренски да се работи и да се информираат луѓето. И што е едно од многуте битни фактори, а тоа продавачите на пазар, ќе треба со нив да се работи, да се дискутира со нив за формализирање на тие продавачи на пазар, што се, бидејќи имат бенефиции, да кажеме, преку активните мерки за вработување, каде што можат да добијат и финансиски средства, сега некаде се околу 5000 евра, што е добар старт за нив, каде што тука може и локалната самоуправа да помогне како тоа да можат тие да ги регистрираат тие фирми и како да бидат деломишно нешто помогнати и од самата локална самоуправа, да кажеме, и од страна на државата, за да ги легализираме или формализираме тие продавачи на пазар. Ќе биде многу подобро и за нив, ама подобро ќе биде и за државата, затоа што ќе имаме прилив на нов капитал, например, и на конто на локалната самоуправа и на конто на државата. Да. Една од областите во кои што е забележителен напредок е токму образованието. Веројатно тука свој придонес даде и она задолжително образование. Сепак достапно ли е на сите дечиња ромчиња образование? Мислам дека образование е достапно. Достапно е образование, но сакам да се навратам малку наназад. Значи, бројката на пред 7-8 години во целокупно образование од 1 до 9 одделение беше некаде околу 650 деца. Сега таа бројка е скоро од пола на пола. Сега имаме негде околу 370 и нешто деца од 1 до 9 одделение. И ако гледаме уписната политика, некаде во прво одделение се запишуваат околу 70 до 90 првачиња. Завршување на основно образование е доста мало. Значи, бројката е негде од 15 до 18 деца, што е страшно. Или, например, број на средношколци, имаме сега од 1 до 4 година во градот 37. Што значи дека, ако гледаме колку имаме, нели, при самиот упис од 90, од 70 до 90 деца, а бројот, например, колку имаме во средно образование, ќе увидиме дека таа бројка е доста мала. Значи, одлив имаме доста голем. Но дава резултати затоа што во претходните периоди имавме многу поголем одлив на самите деца, а сега па со самото напуштање на државата, мислам дека бројот на деца кои што напуштат основното образование е доста голем. Значи, еден дел е и тоа од економски аспект. И увек сум бил поборник да се применува законската регулатива. Бидејќи казнените мерки, например, се доста драстични, доста големи. Мислам дека некаде околу 1000 евра се казните, например, детето кој што не оди во основно и средно образование, и би сакал тоа да се применува. Ако случајот е социјален случај, не може тоа да го плати. Има други мерки, например, кои што може да се направат за да се тоа регулира. На нас не е битно образование да ги посетуваат тие деца, затоа што ќе се остранат и другите мерки, например, она што е со питачење, што имаме деца на улица, значи тие треба секој да бидат во основните училишта, не да бидат на улица. Тука треба државата да и нашиот сектор, да кажеме, за образование и самите училишта да прават такви интервенции, за да такви дејанија да ги немаме. Сега во моментот ги имаме, затоа што ако кажеме 70 деца се запишуваат, завршуваат 18, каде е тресото. И ако се навратиме, например, 10 години назад, ќе видиме колку имаме надвор од образовниот процес. Нешто што е позитивно, што тоа го применувавме минатата година, тоа е преку UNDP програмата Образование за возрастни. Таа беше прва програма или пилот програма што ја работевме во општина Куманово, во две основни училишта, тоа е 11 октомври и Карпош, каде што имавме некаде околу 50 до 60 луѓе
кои посетува таа настава и имат завршено основно образование, но не добија свидетелства, него добија сертификати, бидејќи треба да се направи измена во законската регулатива. Министрот кој беше пред 3 недели во Куманово, разговарал со него, ми кажа дека е во процедура, треба во собрание тоа да се изгласа, штом ќе се изгласа ќе се добие со свидетелство и овако пилот програма што ја работевме општина Куманово и UNDP, мислам дека успешно ја завршивме и како програма мислам дека ќе се применува во целата држава. Така да може тука да збориме за тоа и друго што би потенцирал за во областа на вработување, освен со образование, преквалификација и доквалификација обавезно ќе треба да се организираат таков дел што го има во активните мерки за вработување, бидејќи ќе треба према потребите на пазарот да се ориентираат и самата ромска заедница, нели како да се вклучи на пример и да биде повеќе конкурентна на пример на пазарот на трудот за нивно вработување. Државата доделува и стипендии за ромите. Како функционира? Доволни ли се? Има ли интерес? За тие стипендии што ги дава државата, мислам дека тоа некаде беше инициирано уште во првата стратегија. Национална збориме, бидејќи учествував и на таа изработка на стратегија национална. Примената почна сега брзо и мислам дека дава ефекти, резултати, затоа што не е тоа само сега применето за социјални случаи само за роми, него тоа е применето за сите. Така да мислам дека тоа е во ред што се дава. Уште за средношколци има стипендија, што тогаш ја бев во комисија преку Министерство за образование и Сорос фондација, каде што започнавме некаде со околу 300 средношколци, таа бројка и тие фондови што ги примавме, да кажеме, од Ромскиот едукативен фонд, беа 75 од Ромскиот едукативен фонд, 25 беа од државата. За да сега тоа се обрне, да биде обрнато, многу е поголем број на стипендии што дава државата, за разлика од Ромскиот едукативен фонд, и стипендии за роми студенти, така да бројката некаде во моментот што се стипендирани студенти на државно ниво се 175, во општина Куманово имаме некаде околу 7 студенти, ама жално е тоа што повеќето од наши млади кои што ќе завршат високо образование ја напуштаат државата и не се во Македонија. Така, многу потреба по подобри услови за жал. Ја анализирате и областа култура, како е на ова поле во општина Куманово, кои се зацртаните цели? Па видите, например, досега култура некако ја избегавме, дававме приоритет нели за образование, вработување, домување, здравство. Инсистиравме и дојде према оние анализи што ги направивме и за култура да се отвори, бидејќи е еден од главните сегменти да се запознаат и другите заедници со култура и традиција на ромите. Значи, ромите не се само народ, например, кои играат и се весели на тоа, но имат и своја култура, традиција и мислам дека тоа треба да се негува и понатака. Значи, некои од културните настани може да ги напоменеме, Трубафест и другите активности кои што ги реализира Даруши Шакер. Други настани во област на култура и да кажеме и не постоje, така да нешто сакаме ново да инициираме. Од страна на државата веќе имаме добиено некаде околу 30 ромски речници и граматики околу 50. Тие сакаме да ги дистрибуираме до сите основни училишта, да имат како примероци и до библиотека Тана Георгиева, каде што некој што ќе покаже интерес може да земе, например, ромски речник или од граматика да види што и како е со ромскиот јазик со литературниот. Другите активности кои што планираме, да кажеме, околу некои книги што веќе постоечки да се преведат на ромски јазик, да видиме што и како може да направиме, бидејќи успеавме тоа пред 6-7 години
ромскиот јазик, историја и култура да се воведе во 4 основни училишта во општина Куманово. Таа програма оди добро. Дали имаме проблеми? Да, имаме проблеми, затоа што имаме нагледни средства од 1 до 6 дене. Од 7, 8 и 9 не имаме, што значи дека треба да се работи на таа проблематика. И да видиме, значи нешто околу некои настани културни каде што би требало многу повеќе да се промовира културата на ромите. Да. На граѓаните сте им познати како некој кој навистина активист кој што се залага за токму ромските прашања. Дојнеодамна бевте дел од невладина организација која што навистина даде значени резултати како во Куманово, така и на ниво на државата. Колку е значено вакви луѓе да ги покренуваат прашањата за подобрување на населението и како се задоволни генерално од резултатите кои што ги остваривте сите овие изминати години? Дали може подобро? Да, секогаш може подобро. Укажав на некои работи што друго е, например, кога работиш во невладина организација и претходните стратегии одеа секоја преку организацијата каде што бев вклучен активен. И сега кога си во самата институција, мислам дека има поголем ефект, например, кога си внатре во институција. Значи, делуваш, инсистираш. Мислам дека имаме поддршка голема и од самиот градоначелник на општина Куманово, кој што укажува, имате отворени раце, работите на проблематика за ромите. Тука ни е советот, и јас сум задоволен и со од председателка на совет, каде што едногласно е усвоена таа стратегија, ама мислам дека од секојаш транспарентно сум работел и сакам транспарентно да работиме. Беа посебни настани средби кај што беа поканети советниците. Самата стратегија беше дадена на увид на советниците кај што може да дадат своји сугестии, насоки. Дел од советниците дадоа некои насоки и тие измени ги ставивме во самата стратегија и како стратешки документ. Мислам дека и така треба да се продолжи отворено и транспарентно да се работи. Јас секогаш кажувам дека за танго треба двајца, така да институции, самите институции треба да бидат отворени за да можеме да збориме за интеграција на ромската заедница. Можда некој ќе каже сега зошто да се прави посебна стратегија за роми. Мислам дека треба да се направи затоа што сакаме на некој баланс да направиме, бидејќи е дискрепанца, например, према другите етнички заедници, како се роми интегрирани во општество. Значи, треба на некој ниво да ги подигнеме, за да таа ситуација се подобри. Кога си внатре во самата институција, дава резултати и дава ефекти, мислам дека многу се поголеми. Ви благодарам на одвоеното време и посакувам успех. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.